Гилгамеш. Плоча прва. Се видел тој, се слушнал и сетил, сегашност и минато, изворот на мудроста, се знаел, се сваќал, гледал низ мракот, низ превезот густ на тајните, гледал низ 7 обвивки што ја покриваат мудроста. Тајното писмо го откри и плипот завеани траги, деланки на спомените спасил од првобитниот потоп, на далечен, опасен пат тргнал, кон што го поттикнала жетта на знаењето, и кога ќе се врати, своите преживелици ги врежа во време отпорни плочи. Тој ги изгради тврдите зидини околу утврдениот град Урук, како и столбовите на девствениот храм на светиот Еа и дебелите на дворешти зидови, како метал цврсти, тој ги изгради. Преку цел ден ги пазел зидините, внимавал да бидат секогаш здрави. Ако се најдеше пред него одлушната тула, ја носеше во храмот на Еа, под покривот на Иштар ја ставаше, меѓу неговите наследници во знаењето му немаше рамен. Згазнувајќи врз бедемот на Урук, наоколу одел барајќи од јата следи, и оградите ги наблюдувал, темелите ги испитувал, од печена тула ли е зидот граден, и дали 7 мудреци ги клале неговите темели. 2/3 од него е Бог, 1/3 е човек. Никој во светот ширум на него сличен не е. Со восхит и стравопочет сите неговиот го гледаат лик. Според убавина и сила никогаш не виделе на него сличен. Тој е како бодење на рогови или како замавна сабја. Неговиот магичен барабан, чудотворниот, секаде го придружува, во секое дело. Лавот го тера од неговото засолниште, го зграпчува за брадата и го забодува. Дивиот бик го лови со брзината на својот лак. Неговите зборови и неговиот говор, закон се во градот. На синот поважна му е кралската волја, отколку татковата желба. Мрморејќи се збираат дома благородниците, баботат, во пустина го гониш народот, дење ноќе зидови да гради. Не те смекнува жалбе и лелек, дење ноќе зидови градиш. Син од мајка делиш, дење ноќе зидови градиш. Маж од жена си делиш, дење ноќе зидови градиш. Свршениците ги делиш, дење ноќе зидови градиш. Таков заре Гилгамеш? Таков ли е чуварот на Урук, нашиот пастир, мудрец, нашата гордост, нашата сила, убост, леле, зар таков е? Го слушаат боговите човечкото чкртање со забите, и кон Ану, богот на Урук, вртејќи со главата, вака се огласуваат. Јунак си создал, Бог човек, непобедлив небесен бик. Зар таков е Гилгамеш, 2/3 Бог, 1/3 човек? Чуму Аруру ќе стави пајван на вратот од тој ужасен бик? Тој е како бодење на рогови или како замав на сабја. Неговиот магичен барабан, чудотворниот, секаде го придружува, во секое дело. Мрморејќи се збираат дома благородниците, баботат, кон брегот на реката го гониш народот. Дење ноќе зидови да гради. Солзи ги мијат камењата, дење ноќе зидови градиш. Пот се леја од челата, дење ноќе зидови градиш. Срцето не знае за спокој, дење ноќе зидови градиш. Срцето не знае за прошка, дење ноќе зидови градиш. Таков заре Гилгамеш, таков ли е чуварот на Урук? Нивниот пастир, мудрец, нивната гордост, нивната сила, убост, зар таков е? Го сожалува Ану, човечкото чкртање со забите, и вртејќи со главата, ваква заповед и дава на божицата Аруру. Ти, Аруру, ќе создадеш нов јунак сличен на Гилгамеш, нека се надпреваруваат двајцата за да се смири народот на Урук. Ја слушна Аруру заповедта громка и виде видение, и во мислите свој според тоа видение го создаде новиот јунак, достојно на ликот на Ану. И веднаш тргна да се отолотвори околу сенката, а Аруру вода тури на раката своја и со чиста крпа раката ја брише.
Од стрбен брег и ловица зема, со свежи прсти ја обликува, плукнува на неа, ја гмечи и влажно ја меси во човечки облик. Така е создаден јунакот Енкиду. Од теме до пети покриен со влакна, како кај жените му се бранува косата долга. Ништо тој не знае за градовите, ниту за луѓето. Телото му е како на Ану, косата му се бранува како кај жените. Неговото руно е како на Сумукан, богот на нивите и стадата. Трева јаде како газелите, живее јадејќи корења, клобинки и овошје. Со жедни елени пие од заеднички извор, срцето му се полни со живиот жубор на водата. Еден ловец со оружје и јажиња елените ги демне. Го гледа Енкиду и го избегнува. И утредента, и третиот ден го избегнува. Четвртиот ден со волчешки очи се гледа со Енкиду кај поилото. Се исплашува ловецот и трепет бега, својот плен го фрла. Вика, јачи и со ранети колена го пресекува прнарот. Ита, лицето му е бледо, како на оној кој иде од далечен пат. Потем му се успорува трчањето, наслушува, се врти назад, па со страв продолжува понатаму, молкум. Полн со ужас се стреми кон својот дом. Енкиду ми се виде како чудовиште шумско. Дома зазбивтан на својот татко му вели: Татко, видов еден планински човек, кој лав е огромен и страшен, силен е како Ану и опасен ко небесен оган, кога пламнува вилно. Се движи брзо како елен, скока од карпа на карпа. Неизгресојнце со стадото се наведнува на нашето поило тој. На пусија стоев за дрвјата и стрелав во неговото стадо. Во првото, второто и третото утро намерно ме избегнуваше молкум. Четвртиот ден најпосле се разјарив час и моето копие го скрши од своите колена. Јажињата што ги ставив во полето, сите редом ги искина. Стапиците што ги ставив на ридот, сите редом ги растури. Длапките што ги ископав меѓу фиданките, сите редом ги затрупа. Го одвлекува од својот четвороножен народ, го одвлекува шавањето на земјата, не ми дава барем еден од нив да убијам со својата брза стрела. Таткото на ловецот својата мудра уста ја отвори и вака му прозборе: Стани и тргни на пат, и оди во утврдениот Урук град, кај Гилгамеш. Нема како него мудрец, нема како него силен и моќен, силен како Ану и опасен како оган небесен, кога пламнува небичас. Кажи му што и како се случи и побарај му од светиот храм една млада жена. Не ја земи ја со себе, нејзината убост ќе ти биде од корист. Кога стадото на Енкиду кај поилото ќе појде, жената да ја соблече својата руба, и тоа ќе му се допадне на Енкиду, да се соблече жената до колковите, да ги открие бедрата и колената своји, и тоа ќе му се допадне на Енкиду, и навчас ќе му зоврие крвта. Енкиду ќе се сплоти со неа, ќе ја спознае љубовта кон жената, потоа нема да биде господар на својата земска сила. Така тој ќе се оттуѓи од своето стадо, што растело со него во шумата. Го слуша младиот ловец татковиот совет, тргнува на пат и не застанува се до утврдениот град Урук, до прагот на Гилгамеш. Кога до прагот на Гилгамеш застана ничкум, овие зборови ловецот ги кажа: Господару Гилгамеш, вести носам од моќниот чувар на шумите, кој е опасен како див добиток, силен е како лав. Енкиду со елени спие врз мирислива постела на чистинките, живее со четвороножците, меѓу горските растенија, со газели и со кошути се ведне врз поилото. Се плашам од него, зашто ме нападна додека ловев од пусија. Копијето од своите колена ми го скрши, моите јажиња ги искина редом, принките ми ги растури по ридот, а длапките сите ми ги затрупа тој. Го одвлече својот четвороножен народ, го одвлече шавањето на земјата и не ми даде барем еден од нив да убијам со својата брза стрела. Од кога го ислуша жалобниот говор, Гилгамеш ова на ловецот му го кажа: Оди мој ловецу во храмот на Иштар, таа бујна чуварка на љубовта. Побарај една млада жена и поведи ја со себе каде што во бујакот на дивечите Енкиду секој ден слегува до студената вода на потокот.
Таму покрај поилото жената нека го соблече своето руво и тоа ќе му се допадне на Енкиду. Да се соблече жената до колковите, да ги открие бедрата и колената своји, да биде сосема гола, како од мајка родена, и тоа ќе му се допадне на Енкиду, толку што ќе му заврие крвта. Енкиду ќе се сплоти со неа, ќе запознае љубовта на жената, и потоа нема да биде господар на својата земска сила. Така тој ќе се отуѓи од своето стадо кое растело со него во шумата. Младичот го слуша големиот мудрец, го слуша ловецот големиот крал. 3 ноќи и 3 дни врват по беспатен пат. Третиот ден стигнуваат во земјата на Енкиду, во бујакот на дивите зверови. Покрај поилото почиваат, меѓу високи треви лежат и чекаат. Кога ќе дојде Енкиду со стадото свое? Кога ќе пристигне неустрашливиот? 1-2 дена го наблюдуваат Енкиду и неговиот четвороножен народ. Врви крдото во свежиот бујак, а најнапред оди овчарот Енкиду. Трева јаде тој заедно со стројните газели. Живее јадејќи корења, бобинки и плодови разни. Со жедни елени пие од заеднички извор. Срцето му се полни со живиот жубор на водата. Го погледнува светата жена, него, Енкиду, опасен и грамаден, див момок, роден во планините и израснат во пустината. Тој оди низ полето, се обзира наоколу и им се приближува со чекор стамен. Тој е, среќна жена, откри ги своите гради, разголи го своето срамно брекче, за да ја земе бујноста на твоето тело. Ако смогнеш да му ја запалиш крвта со своето тело, тој ќе ти се приближи целосно. Тогаш фрли ја својата облека. Голи со растреперени колена зближете се сосем. Возбуди ја во него жедбата. Научи го ти на темната наслада. Научи го на сласта на женскиот преграб. Тогаш ќе се отуѓи од него неговото стадо и полските добици ќе го одбегнуваат, од кога ќе стежне со своите гради врз твоето растреперено тело. Радосната жена ги открива своите гради, го разголува своето срамно брекче, за да ја одземе Енкиду бујноста на телото. Енкиду ја посакува нејзината зрелост и со телото и се приближува целосно. Ја соблекува девојката облеката своја. Голи со растреперени колена се зближија сосем. Таа го подучува на земната темната наслада, го учи на сласта на женската преградка. Него го напушта неговото стадо. И полските добици го одбегнуваат, од кога натежна со своите гради врз растрепереното женско тело. Цврсто почиваа неговите гради врз светата службеничка Божја. 6 дена и 7 ноќи се соединуваат тие во љубовна сласт, се сплотуваат во бол сладок и во среќа. 7-миот ден заситен од бујноста на нејзиното тело. Енкиду, воомјазен од она што сторил со своето тело, се оттргна од прегратката на жената и тргна во потрага по своето стадо. Но глеј, оддалеку го надушка и бегат газелите. Од неговиот поглед се плашеа дивечите, а полските добици го одбегнуваа. Тој ганзаше со тешко тело, колената му беа копенови. Неговата сила како тежок камен кон земјата го влечеше. Чувствуваше како рацете и нозете да му ги смениле. Наоколу се маеше и како камен зид го обкружуваше проклетството на злобната ука. Потем се врати и се мушна до нозете на жената. А таа го милуваше, го галеше и вакви зборови му шепотеше во увото. Убав си, Енкиду, и со боговите може да се рамни силата на твоето тело. Штета е да талкаш во планинскиот бујак меѓу зверовите шумски. Дојди со мене во Урук, во градот опашан со бедеми. Спроти храмот на Иштар и Ану стои палатата сјајна на Гилгамеш. Таму владее моќниот господар, дење ноќе зидови гради. Таму владее Гилгамеш, на кого му нема рамен во ум и сила. Со цврста рака уздата ја држи и владее над својот покорен народ. Така му зборуваше таа, среќната жена, а срцето на Енкиду му смекна тогаш. Тоа копнееше за достојна дружка и вака ја одговори на жената. Па добро, води ме со себе во тој свет дом на Иштар и Ану, спроти кој во сјајна палата живее Гилгамеш,
непобедливиот, кој со цврста рака уздата ја држи и владе над својот покорен народ. Да го видам тој опасен јунак во очи, да го погледнам сакам и да го предизвикам на борба. И јас сум силен и нема човек освен мене кој му е рамен на Гилгамеш во сила и ум. Јас судбата со голи раце ја свивам, како кревка гранка, и се подгрбавува се што е живо пред мојот грозен поглед. О, Гилгамеш, да те видам сакам и да се борам со твојата огромна сила. Па тогаш да тргнеме, за да застанеш пред него, да ти го покажам Гилгамеш, тој јунак чудесен, да одиме во утврдениот град Урук, во чии плоштади сега мажи и жени се веселат пеејќи, со венци на главите се фаќаат во оро. Дење ноќе празникот ечи, и Гилгамеш празнува со народот. Празник е таму секој час и нема ни една душа што залудно стои. Кадриците ги мачкаат со миризливо масло, па дури и доцна во ноќта, со гласна песна и со звук од цитра, не се плашат дека ќе ги вознемират големците. Да ти го покажам Гилгамеш, тој јунак чудесен. О, Енкиду, ти судбоносник, со своји очи да го видиш, со своји уши да го слушнеш, најпосле владетелот, пријателот на солзите и на лелекот, Гилгамеш, неуморниот. Штом ќе го погледнеш, ќе си речеш, најдов на човек, кој со својата човечност е велик и убав. Неговата сила салмудроста негова ја надминува. Со работа се исполнети годините на неговото владење. Дење ноќе зидови гради. Ноќе и през ден внимателно го гледа бедемот и неговите прилежни градители. Во човечност и во сила му нема рамен. О, горделив Енкиду, тоа да имаш на ум. Го сака него Шамаш, сјајниот. Ану и Еа го создадова неговото зрачно знаење, со кое гледа низ минатото и иднината. Треба да го видиш и да му погледнеш в лице. Ко сонце окото му блеска. Од мускулите тврди како туч, јадра е неговата висока става. Не е заморен ни дење ни ноќе. Предизвикува страв како Адат, богот на бурата. Шамаш, богот на сонцето милостив, е кон Гилгамеш. Еа, богот на длабочината, му подари мудрост. Божиото тројство го избра за владар и му го просветли умот. Штом ќе се спуштиме по планината, сон ќе сони овој јунак за тебе. Ќе оди кај Нинсун и сонот ќе го каже на мајка си. Мајко, сон видов ноќва. Над мене звезди гореа, ану како штит падна врз мене и наземи ме кутна. Се трудев да го кренам високо, не ни трепна, беше премногу тежок. Се трудев да го сломам, не ни трепна, беше премногу цврст. Народот на Урук наоколу се стискаше, цел Урук околу него се роеше, го обкружуваше народот што се брануваше, дури и благородниците се стискаа таму. Нозете му ги бацуваа воините, како да е жена, така го прегрнав, како во љубов страстна. Најпосле успеав и гневно пред нозете твои го фрлив. Но ти од правот го крена, го помилува, го прегрна, ти од правот го крена и нежно крај мене го стави. До мене сјаеше убави светол, како моја верна сестра звезда. Сеснајната Нинсун вака му одговори на синот. Во сезнајната Нинсун му одговори на Гилгамеш. Сине, го разбрав твојот сон. Радосна вест предскажува тој. Ќе пристигне еден јунак кој личи на тебе. Ќе нападне еден борец непобедлив. Како пријатели духом и телом ќе направите вие многу чуда и дела, и како во огледало ќе се восхитувате еден на друг, со двојна љубов, огромен ќе биде другиот и нема никогаш од тебе да се дели. Отворајќи ја устата, вака Гилгамеш и рече на Нинсун, жената господарка. Голема среќа ме најде, мајко, дека ќе имам таков славен пријател. Тоа беше сонот на Гилгамеш. Така жената, држејќи го Енкиду за рака, длабоко се замисли и врви со него по патиштата, оди кај поилото да се одмори, пред да го одведе јунакот во палатата на Гилгамеш.